Добар ден, почитувани. Следите уште една нова тема амбуланта. Порано срцевиот инфаркт беше болест резервирана за подоцнежните години. До денес се почесто ја гледаме кај младите лица. Активни луѓе колабираат без претходна диагноза. Дали сето ова е резултат на генетиката или пак на модерниот начин на живот кој вклучува енергетски пијалоци, прекумерно вежбање, стрес и суплементи, кои симптоми никогаш не смеат да се игнорираат, без разлика на возраста. За сето ова денеска разговараме со професор доктор Марија Вавлукис, кардиолог. Емисијата следува веднаш по блокот реклами, а ќе имате простор да се вклучите и вие со ваши прашања во програма. За ненадејниот срцев удар ке младите денеска разговараме со професор доктор Марија Вавлукис, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. Професорке, добар ден. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве нашла. Порано се сметаше дека инфарктот е резервиран за лицата од подоцнежната возраст, кај мажите после 50-та година, жените по 65-та година, но денеска се почесто можеме да забележиме и млади лица кои што се во 20-тите, во 30-тите, во 40-тите години од животот, кои што страдаат од едно вакво заболување. На што се должи тоа? На што се должи? Се должи на времето во кое што живееме. Во суштина, иначе точно, иако да не заборавиме да напомениме дека коронарната артериска болест се уште е предоминантно болест на постарата популација, но за жал бројот на млади лица кои што доживуваат акутни манифестации, како што е конкретно акутниот миокарден инфаркт, се зголемува за разлика од минатото, за разлика од некој период кога јас ги почнував моите први работни денови на клиниката за кардиологија, кога вообичаено пациентите со акутна исхемична болест на срцето ни беа некаде над 55, од прилика 60 години. Постепено ние почнавме да го забележуваме тој тренд. Прво велевме, леле, ово е млад 50 години, има добил инфаркт. После тоа постепено почнавме да велиме, леле, 40 години има добил инфаркт, за да, например, имаме ситуации каде што имаме и 32 годишни лица и 28 годишни лица. Во суштина се менува, значи ние сме сведоци во последниве 20, можеби и 30 години, се менува профилот на болестите. Ние велиме фенотипот на болестите се менува и тоа е нормално, тоа не се случува само кај нас, тоа е резултат на севкупните, на целокупните промени во процесот на живење. Она што е многу важно, а на што во последниве 15 на години науката обрнува многу внимание, токму заради ваквите согледувања, е фактот дека ние постепено успеавме да излеземе од парадигмата на така наречените традиционални ризик фактори, кардиоваскуларни ризик фактори. И еве да ги напоменеме, иако многу пати е говорено за нив, тие денеска уште носат едно име СМРФ, тоа е кратенка на стандард кардиоваскулар риск факторс, и тука е онаа голема четворка на така наречени метаболни ризик фактори, кои што на сите им се добро познати. Тоа се диабетесот тип 2, како што впрочем и вие напоменавте пред почетокот на емисијава, дислипидемијата, односно хиперлипидемијата, хипертензијата, и во тие не е метаболен, меѓутоа во таа мајорна четворка спаѓа и пушењето. Сведоци сме дека оваа млада популација на лица кои што добиваат миокарден инфаркт, всушност спаѓаат во категоријата, најчесто спаѓаат во категоријата на така наречени смрфлес. Односно лица кои што ги немаат мајорните ризик фактори, а сепак доживуваат епизоди на акутен миокарден инфаркт. И тие сознанија постепено ја водат науката во светот да трага по тоа кои се тие дополнителни или нови или нетрадиционални ризик фактори, така што ние денеска многу знаеме за одредени процеси, би ги нарекла процеси, кои што многу предходат на процесот на атеросклероза. Тоа е процесот на инфламација или на воспаление, процесот на оксидативен стрес. Кога велам оксидативен стрес, не мислам на психичкиот и на физичкиот стрес, но на промени кои што се случуваат во човечкото тело, во ендотелот на крвните садови,
А за мноштвото од популацијата кои што може би не знаат или не чуле, ендотелот на крвните садови представува една од најголемите паракрини жлезди во човечкото тело, бидејќи клетките на ендотелот продуцираат се една мала фабрика, но многу активна фабрика, која што постојано продуцира, синтетизира материи. На една страна тоа се материи кои што штитат, велиме антитромботични, антикоагулантни, антиинфламаторни, и на друга страна продуцира материи кои што се протромботични, пропокоагулантни и слично. Суштината е дека во човечкото тело и нормалното функционирање на човечкото тело се базира на хомеостазата, на равнотежата помеѓу тие два процеси. Тогаш кога равнотежата помеѓу тие два процеси ќе се наруши и кога ќе натежни на страната на проинфламацијата и на протромбозата, тогаш се случуваат овие несакани настани и за жал ние денеска сме сведоци дека постојат бројни ризик фактори кои што не спаѓаат во групата на традиционални, а кои што имаат таков ефект. Системската инфламација е нешто од што јас ќе почнам затоа што во последно време се препознава како една од поновите. Не знам колку од луѓето знаат дека доколку имаме парадонтопатија и доколку имаме некаков процес каде што од инфламација во устната шуплина, таа инфламација ќе ја тригерира системската инфламација на ниво на ендотелот. Значи здравјето на непцата и на забите е во директна корелација со здравјето на крвните садови? Апсолутно. Значи здравјето на белите дробови, лицата кои што имаат хронични белодробни воспалителни заболувања, тоа е можеби една од конекциите која што најрано беше препознаена. Здравјето на цревата, така наречениот цревен микробиом. Здравјето на цревата или она што го имаме како микробиом, како цревна флора, исто така влијае како еден вид на тригер, како локална инфламација, и велиме дека човечкото тело, зошто ние постојано го употребуваме терминот холистички пристап. И зошто од еден период каде што сите ние почнавме, нели ние сме кардиолози па субспецијалисти, па сме субспецијалисти гастроентеролози или пулмолози и така натака, ние сега се враќаме кон едно сознание дека човечкото тело е целина и дека не постои елемент кој што е издвоен. Прво е инфламацијата, еве да кажам. Понатаму имаме ризик фактори како што е пушењето во сите негови форми, кој што е мощне силен тригер на инфламацијата. Стресот, исто така, мощне силен тригер на инфламацијата. И може да физичката неактивност која што ја прави дебелината една од болестите на современиот. Значи, не користам веќе ризик фактор термин, но користам термин болест. Дебелината, за жал, е болест на современиот свет. Сите тие, значи, пушењето, дебелината, да не кажам диабетесот, бидејќи го спомнавме во онаа категорија на тип 2. Да не го спомниме аерозагадувањето, што повторно е препознаено како нов ризик фактор, кардиоваскуларен, нереспираторен, како што досега сите го знаевме. Разликата е само во големината, нели, на честичките, во зависност од тоа кој каде, дали поголемите ќе влијаат на респираторниот, а оние помалите ќе ни влијаат. Сите тие иницираат процес на инфламација. На воспаление. Да, воспаление. Јас се извинувам што да, процес на воспаление кој што во суштина лежи во подлогата на нарушување на оваа равнотежа која што ја кажав, која што ја имаат или за која што се одговорни ендотелните клетки. Тоа воспаление почнува внатре на ниво на клетките од ендотелот да ја менува равнотежата, па имаме тука процеси како што се оксидативен стрес, процеси на, пак ќе кажам, воспаление или ослободување на воспалителни маркери, па процес на оние масти за кои што сите знаеме, кои што постепено се таложат внатре, влегуваат низ клеточната мембрана и иницираат промени. На почетокот првата фаза која што се случува, првата промена е дисфункција. Дисфункција велиме нарушена работа. И во таа фаза тоа се уште реверзибилни промени. Значи, нарушената работа на ендотелните клетки
токму се огледува во сите овие процеси што ги напоменав. Меѓутоа, доколку ние на тоа ниво не делуваме и доколку продолжиме да го бомбардираме тој ендотел со стресогени материи, наредниот чекор се морфолошки промени. Морфолошки значи настануваат атеросклеротични плаки или руптура, прскање на капсулата, значи она што е одлика на миокардниот инфаркт е една млада личност, за разлика од основниот патофизиолошки механизам на миокардниот инфаркт е една постара личност, кај младите луѓе, значи атеросклеротичната плака може да биде многу малечка, таа може да не прави значајно стеснување на луменот на крвниот сад и да не прави значајно ограничување на протокот и на дотурот на крв дистално од местото каде што е плаката, а сепак, заради сите овие процеси, значи ендотелот, мембраната на ендотелот да е многу нестабилна, да пукни, тоа со медицински термин се вика руптура, таму каде што ќе пукни, телото, организмот сака да се одбрани. Се брани со тоа што се налепуваат на тоа место тромбоцити и таа одбрана во суштина е основата за креирање на тромбоцитен и потоа на црвен еритроцитен тромб и акутна оклузија, обструкција, запушување, зачепување, како што наредно се кажува на коронарен крвен сад, кој што токму кај една млада личност се случил без претходно да ги има сите оние стигмати или манифестации кои што ние во минатото бевме навикнати кај постарата популација да ги сретнуваме. Професор, ке има ли вистина дека инфарктот кај младите лица е посмртоносен во споредба со инфарктот кај возрастните? Па тука би сакала малку да ве разубедам, да кажам, и сепак и по нешто неубаво, но поповолно да кажам, значи смртноста кај младата популација од миокарден инфаркт е помала отколку смртноста кај постарата популација. Вообичаено статистиките велат дека хоспиталната, болничката, раната смртност, тоа она што се случува во текот нели на тие први 5-6 дена, 4-5 дена од хоспитализација, кај младите луѓе се движи некаде помеѓу 1,5 и 2% од сите случаи кои што ќе добијат миокарден инфаркт. Кај постарата популација, таа смртност, постара велам над 60-65 години, таа смртност некаде достига 6-7%. Она што може би почесто се случува кај помладата популација во акутната фаза, тоа се малигните нарушувања на ритамот. И тоа може да биде прва манифестација, значи не мора да има како прва манифестација една млада личност болка, може како прва манифестација да се појави губиток на свест, кој што вообичаено се јавува како последица на тоа што мозокот од прилика 5-6 секунди доколку остани, да не говориме за оние утренирани нели гњурци и така натака кои што можат во услови на хипоксија подолго време да перзистираат, на просечниот човек, значи мозокот доколку остани без дотур на крв од прилика 5-6 секунди, тогаш настанува губиток на свест. Тоа во склоп на акутен миокарден инфаркт се случува заради настапување на некаква малигна аритмија, најчесто е тоа коморна фибрилација, и тие се колку и да се опасни и за околината маркантни кога се доживуваат и се разбира се важни, тука е првата што итната, како да кажам, не итна, но ургентна помош и интервенција важна нели за да се спречи таа постапка, но кога тие настануваат во фазата, во таа рана фаза пред да се отвори инфарктната артерија, вообичаено не оставаат долготрајни последици. Проблемот во тие ситуации или ризикот стои во фактот да не се случи тоа, значи да не биде прва манифестација, а да се случи во средина каде што не може да се пружи прва помош, а тоа е онаа дефибрилација за која што се зборуваше, нели автоматски дефибрилатори, достапни на секое место и така натака. Може би тема за некоја друга дискусија. Колку често се случува инфаркт кај млади лица поради тоа што дошло до задебелување на срцевиот мускул, односно дошло до миокардитис, воспаление на срцевиот мускул по прилежување, да речеме, на грип или пак некоја друга вирусна инфекција? И сето тоа, да речеме, не било забележано на систематскиот преглед? Сега повторно може би една, да речам, концепција или мисконцепција ќе разбијам.
Ние имаме, ни се случувало во праксата пациенти, например, денеска да направат стрес тест и да го изодат, ние велиме, го изоде тестот 12 минути, бидејќи тоа е стандардното време траење за личност која што е помлада од 40 години и да немаат никаква ниту клиничка тегоба, ниту електрокардиографска манифестација, ниту хемодинамска манифестација, бидејќи додека се движат по лентата, додека се прави тој тест на оптоварување со напор, се следат нели хемодинамски параметри, се следи пулсот, се гледа дали има некакви нарушувања на ритамот, се мери крвниот притисок, се следи клинички како изгледа пациентот и се гледа електрокардиограмот во однос на оние промени. И тој денеска ќе има еден совршен тест и утре дента ни се случило некогаш да го сретниме во интензивна нега, веќе утре дента со миокарден инфаркт. Значи, затоа ви велам, тоа е таа, да кажам, разлика визави старата популација, она што преска го спомнав, механизмот на настанување. Механизмот на настанување не е специфичен како, не е типичен како кај постарата популација. Ентитетите што вие ги споменавте се всушност друга природа. Тие не се помалку опасни за поединецот, меѓутоа да не навлегуваме премногу во специфики, еден ендомиоперикардит, па ако се откачи некаков инфективен тромб за листокот, па да навлезе во коронарните садови, може да предизвика инфаркт. Значи, говориме за различни ентитети кои што секој по себе можат да бидат акутна ургенција, меѓутоа се разликуваат во однос на патофизиолошките механизми на настанување. Сепак младите понекогаш кога се настинат и имат блага температура, знаат да бидат физички активни, дури да отидат во сала и да вежбаат. Може ли тоа да е проблем? И да доведе до некој инцидент? Може да доведе до инцидент, може да доведе до просто сценарио, вие го спомнавте, нели, настинка, грип, не знам дали го споменавте ковидот или да, така нешто. Значи, тоа се ситуации кои што представуваат инфламација, воспаление, меѓутоа од одреден инфективен причинител. Дали е тоа вирус, бактерија, тоа веќе не е ни толку важно. И тој период, значи, кога лицето има активна болест, се разбира дека по ниедно правило тоа не е лице кое што треба да отиде во теретана или да отиде во балон па да игра фудбал и така натака. Не забадијала старите рекле дека болеста треба да се одболедува. Значи, доколку срцевиот мускул, значи доколку срцето кое што е оптоварено со општата инфективна состојба, значи оптоварено е со настинката, со воспалението, сега јас ја велам настинка, тоа треба да биде некоја потешка форма. Доколку е оптоварено во такви ситуации, бидејќи за време на температура циркулацијата е побрза, значи побарувањето од срцевиот мускул се зголемени во склоп на природата на болеста, било која акутна состојба. И ние сега во такви ситуации, посебно што инфективните причинители знаат да предизвикаат во склоп на инфламацијата и засегање на обвивките. Дали ќе биде тоа перикардната обвивка, ќе се прошири и на миокардот. И доколку ние, значи не си ги слушаме сигналите што ни ги дава телото, но сакаме да се докажиме, покажиме или нешто слично, ќе го изложиме тој миокард во таа акутна фаза, кога му треба мирување, ние ќе го изложиме на состојба на зголемена потреба побарувачка, кога тој нема капацитет да одговори на таа потреба. Во тие ситуации, и тоа се ситуации, например, каде што после 2-3 месеци ќе ни дојдат нам пациенти кои што доаѓаат со симптоми на срцева слабост и кога убаво ќе ги распрашаме, тогаш ќе биде некоја ситуација пред некој месец кога имале симптоми на настинка, благо да ја кажеме, меѓутоа продолжиле да работат, да функционираат и така натака, и сега ни доаѓаат. Значи, не му дале време, не му дале простор на срцевиот мускул да одговори на зголемените побарувања во склоп на болеста, а на помалата, дури да е тоа респираторна настинка, дури кислородното задоволување може да биде намалено ако немаме убава респирација. Миокардот работи меѓу другото и на кислород. Значи, ако ние му даваме намалено снабдување со кислород, а го тераме повеќе да работи,
Значи, секако дека тоа ќе даде некаков знак. Затоа велиме дека не забадијала се оние стари препораки дека секоја акутна болест побарува да биде соодветно истретирана, иначе во спротивно да ќе се соочиме со вакви ситуации. Неретко сме сведоци дека спортисти колабираат на сцена, на теренот, да. така колабираат на терен. Сега како тоа може да се случи? Нели спортското срце треба да биде поздраво? Или пак спортското срце понекогаш е преоптоварено? Акутни манифестации, како што се колапс, како што е губиток на свест, нели сме биле сведоци на разни, на фудбалски надпревари, на кошаркаски надпревари и така натака, сме биле сведоци на такви настани, тоа секогаш е знак за аларм. Затоа што тоа не треба да се случи во едни нормални услови, доколку тоа било здраво срце кое што било на соодветен начин тренирано. Значи, утренираноста е процес. Тренингот, затоа и се вика тренинг, значи подразбира процес на адаптирање на целокупното тело на зголемените потреби. И тука се вклучени многу механизми. Вообичаено, за жал, кога такви настани се случуваат, во позадината се откриваат одредени, најчесто непрепознаени, да речам сериозни вродени или стекнати нарушувања. Меѓу другото, например, хипертрофичната кардиомиопатија, меѓутоа таа болест се разликува од спортското срце во смисол на спортски задебелен мускул или спортски проширена комора што се јавува во склад на процесот на тренирање. Хипертрофичната кардиомиопатија е болест. Може да биде вродена и така натака, но тоа е ентитет, патолошки ентитет е. Постојат така наречени каналопатии, значи тоа се многу состојби каде што во основата значи има нарушување на ритамот и честопати тие дури ни на обичен електрокардиограм не можат да се видат, значи и во текот на оние систематски прегледи. За разлика од тоа, например, една хипертрофична кардиомиопатија, да, со ехокардиографија може и на електрокардиограм да даде некои првични знаци. Каналопатиите се разни синдроми, например, како што е Бругада синдром и слично. Не се многу чести, ЛГЛ, имаат нели различни кратенки според авторите, меѓутоа тоа се се вродени состојби кои што некогаш можеле да бидат откриени, некогаш со базичните испитувања, говорам за каналопатиите, некои од промените како што е деснокоморната аритмогена дисплазија може да биде откриена доколку се мисли на незе и се гледа со имиджинг методите, со сликовните техники може да биде откриена. Значи, во голем дел од ситуациите постои органска подлога. Сега можеби е мала крајност, дури има и спортисти некои кои што во нивните земји биле детектувани и им било забрането да тренираат заради тие состојби, но рачунајќи дека спортот е нивна животна вокација, тие се одлучиле по цена на сопствениот живот да продолжат да се занимаваат. Иначе да, појавата на таква манифестација да ги спомнам вродените аномалии на коронарните крвни садови, Малкапа синдром или така натака, значи, генерално, кога таква манифестација ќе се јави, тоа е секогаш знак дека постоела некоја состојба која што не била детектирана. И би било, предпоставам, тешко да се детектира, бидејќи спортистите обично поминуваат низ бројни прегледи. Да. Значи не е секогаш баш така. А што би им советувале на рекреативците кои што можеби 10 години седат во канцеларија, имаат сидечки начин на живот и одеднаш преку ноќ одлучуваат дека ќе истрчаат еден маратон или дека ќе започнат интензивен тренинг? Па би ги охрабрила, меѓутоа не да почнат одеднаш, но постепено. Значи, јас имав еден господин кој што, нели, оние скопски маратони што се во пролет, што се одржуваат, од 3, односно 5 километри, кој е најкраткиот, па некаде до 24 во Скопје, не знам како се. И вообичаено, кога ќе го видов, сега му го заборавив името, бидејќи последниве неколку години веќе не доаѓа и јас малце, нели, се на други активности се посветив и така.
Меѓутоа знаеше да дојде и да си направи преглед, тој така го викаше кардиолошки систематски преглед пред да се пријави за маратонот. Имаше 84 години кога последниот пат се видовме за последниот маратон. Иначе последен пат кога јас знам кога се пријавувал. Иначе препораките се можни едноставни. Физичката активност нам треба да ни биде секојдневие. Значи на секого од нас без исклучок треба да ни биде секојдневие. Макар тоа да биде и 15 минути одење во текот на денот е подобро од ништо. Кога некој сака да почне поактивно да се занимава, значи постојат некои многу прости правила кои што дури и ние лекари кои што не се занимаваме со спортска медицина или слично, например ние кардиолозите многу едноставно им кажуваме која е мерката до која што сега ги имају оние паметни телефони и така, паметни часовници и така. Значи, за почетокот, дури и кај пациентите после прележан миокарден инфаркт, ние ги советуваме дека треба да се вратат, во зависност од степенот на оштетување, треба да се вратат кон полна или кон максималната можна физичка активност. И има едно многу просто правило, се вели дека секогаш се почнува од она ниво на активност со кое што ќе се зголеми фреквенцијата најмногу за 70% од максималната предвидена за таа личност. И што значи тоа максимална фреквенција? Тоа е брзина на работа на срцето. Таа се пресметува на многу едноставен начин, 220 минус годините. И сега доколку сум јас, да кажеме, 60 годишна личност, мојата максимална предвидена фреквенција е некаде околу 160. 70% од таа 160 ќе ме доведе веројатно некаде околу 120. Значи јас можам денеска да пропешачам, да пешачам, да брзо да одам или да се качувам или нешто слично и при тоа да се следам. Штом дојдам до 70% од мојот пулс, за денеска тоа е доволно. Меѓутоа, ако го практикувам тоа секој ден или не знам 3-4 пати во неделата или 5 пати во неделата, постепено ќе забележам дека дистанцата, дека нивото на движечката дистанца или пешачењето или слично ќе ми се зголемува. Тоа е утренирување, всушност. И тоа е најфизиолошкиот начин и наједноставната препорака која што може секој да ја практикува и не му е потребна доколку се чувствува здраво. Ние се разбира препорачуваме и кај одредени пациенти да се направи стрес тест, нели во контролирани услови да се види како ќе се движат неговиот пулс, притисок пред да му се даде препорака. Но ова што сега го споделив со вас е всушност наједноставниот начин како секој може да си биде самиот свој еден вид тренер, би рекла. Значи не е неопходно да направиме стрес тест пред да почнеме со некаква... Доколку сме здрави, доколку не сме имале никаква симптоматологија и слично, тоа не е нужно. Но не е исклучено доколку личноста сака да дојде и да рече јас сакам да почнам да се занимавам и сакам да направам преглед. Значи тоа исто така се охрабрува како такво, се прави електрокардиограм. Стрес тестот, се плашат од него. Да, интересно е, честопати луѓе кои што ние ги гледаме по улица, кои што се многу активни, едноставно не може да се синхронизираат со движечката лента. Некогаш е тоа, некогаш е и моментот на стрес, средината и така натака, ние сите различно реагираме, но да, значи во препораките исто така стои дека ако една личност сака активно да почне да се занимава со спорт, да, не е непрепорачано, значи напротив се охрабрува дека може да направи, да дојде и да направи превентивен преглед, кажувајќи која е нејзината интенција. А која е разликата помеѓу спортско срце и зголемено болно срце? Може ли на преглед да процените зашто точно станува збор? Може, меѓутоа не само на преглед, не само врз основа на ние кога велиме преглед, ние мислиме на една севкупна слика, значи информации што ги добиваме од пациентот со разговор, тоа е она што ние велиме земање на добра медицинска историја. После тоа информации што ги добиваме врз основа на клиничкиот преглед и потоа информации кои што ги добиваме врз основа на, ние ги викаме параклинички испитувања. Во конкретниот случај тоа е
се почнува од електрокардиограмот е кондицио sine qua non, значи тоа е практично дел од прегледот. Да, ЕКГ-то е дел од прегледот. Ние во кардиологијата велиме, он вели, ама чека ја да се прегледам, а ЕКГ-то после ќе го направам. Нели некогаш ќе утнат, ќе видат гужва дека има кај ЕКГ лабораторијата и ќе речат не, кај нас тоа на крај. Да, тоа ќе ми остани на крај. Не, електрокардиограмот кај нас е во суштина првиот, основниот дел од прегледот. Значи, понекогаш, дури и некоја аритмија, малигна, лоша аритмија, доколку имаме електрокардиограм кој што е направен во моментот, тоа ни ја дава не пола, може да ни ја даде и целата диагноза. Значи, и правилно направен електрокардиограм, тоа е дел од основниот преглед. И има параметри, значи има мерливи параметри во однос на дебелината на ѕидовите, во однос на димензиите на шуплините и така натака, кои што интерпретирани заедно со сите овие други информации и со информацијата дали е тоа лице што има некаква симптоматологија, знаци на болест или слично, или е лице кое што еве ни кажува дека се занимава со спорт, значи се може да се направи разлика. Сега, докаде е спортското срце, здраво спортско срце, тоа е веќе друга тема за дискусија. Сосема накратко, доколку спортистот престане да вежба, треба да се врати срцевиот мускул во нормала? И зборуваме за два елементи, значи тоа е дебелината на ѕидот, она што вие рековте срцевиот мускул, и другиот момент е големината на шуплината, нели срцето има предкомори и комори. И се смета дека е тоа реверзибилен процес. Реверзибилен значи дека се враќа. Идејата е дека се враќа во нормала, според актуелните сознанија, дека се враќа во нормала. Времетраењето или брзината на враќање зависи од тоа со како вид на спорт се занимавал, бидејќи има спортови, оние што се endurance спортови на долготраен напор и така натака, каде што повеќе се оди на сметка на зголемување на дебелината на ѕидовите, наспроти дилатација на шуплината наспроти дебелината, и спортови како што се оние аеробните, брзи спортови и слично, каде што повеќе се оди на задебелување на ѕидовите, а шуплината не толку се зголемува, останува малечка. Реверзибилни се процесите, брзината на реверзибилност се мери од недели до месеци, меѓутоа последните сознанија велат дека кај одреден, значи тоа се сега оние, да речам, можеби најнови истражувања и слично, каква е прогнозата, долгогодишната прогноза на тие промени што кај една личност што во младоста се занимавала со спорт, каква е долгогодишната прогноза на тие лица, бидејќи има инцидентни извештаи дека нивниот ризик за одредени кардиоваскуларни настани е поголем отколку кај лицата. И сега тоа е тема, нели, предмет на анализа, затоа што не кај сите луѓе спортисти е идентичен степенот на враќање, не кај сите луѓе целосно се постигнува, нели, целосна реституција, целосна реверзно ремоделирање, кај некои луѓе се случува тоа повеќе, побрзо, кај некои луѓе не. Има одредени процеси за кои што се смета дека остануваат, како што е кај дел, пак ќе кажам, не кај сите, кај дел од спортистите, како што е проширување на предкоморите, па тие луѓе имаат поголем ризик или веројатност покашно во животот да развијат предкоморна фибрилација. Тоа е една од најчестите аритмии, која што е одлика на постарата популација. Некои имаат ризик да им остане резидуално проширена десната комора, нели од десното срце. Некои имаат ризик повеќе да им останат фибрози, значи сврзно ткиво, мускулното да биде заменето како лузнички, да, низ дебелината на миокардот. И тоа е нешто кон што во моментов се насочени серија на испитувања, ќе видиме што ќе покажат. Но доминантно, она што во моментов треба да се нагласи е дека се тоа реверзибилни промени, се додека немаме цврсти докази колку се чести овие други ситуации што ги напомнав. Ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани од овој момент можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма и да поставите прашање кое што се однесува на темата на која што говориме. Ја продолжуваме понатаму, дали може млад човек
слаб, со нормална телесна тежина, кој што спортува, да има високо ниво на холестерол? Може, за жал. Значи, ние водиме еден регистар на нашата клиника, каде што досега имаме скринирано околу 4000 пациенти. И моето најмладо пациентче, момчето е еден 18 годишњак, кој што е од Велес и кој што интензивно се занимава со спорт, со ракомет или со одбојка. Сега ќе погрешам, затоа што јас сум баш малце антиспортист. Меѓутоа, многу е пешанат, многу е страствен во однос на својот спорт, но за несреќа има фамилиарна хиперхолестеролемија, има и неговиот татко, има генетика, и тој генетика во прашање, да. Така што тука дали тој ќе спортува или нема да спортува, тоа не може да се замени. Поентата е дека е тоа состојба која што може да се контролира. За среќа ние имаме лекови со кои што можеме да спречиме тоа високо ниво на холестерол, односно можеме да го намалиме и да го спречиме штетното дејство што би го правело на ѕидовите на крвните садови, а тоа е атеросклерозата. Така? Не. Чистата хиперхолестеролемија, фамилиарна хиперхолестеролемија. Сама по себе би правела проблем високиот холестерол во крвта. Дали сам по себе би направил проблем доколку нема воспалителен процес во крвните садови? Апсолутно, тоа е тригер на еден од тригерите на воспалителните процеси, и тоа лицата кои што имаат хетерозиготна форма на фамилиарна хиперхолестеролемија, клиничките манифестации им се јавуваат покасно во животот. За среќа, не кај нас, но во светот генерално, хомозиготната форма, тоа е кога од двајцата родители ќе се добие тој патолошки ген, хомозиготната форма се опишува како исклучително ретка. Ние во Македонија досега имаме успеано да идентификуваме една личност. Од неговите 4 дечиња не се дечиња, тоа се млади луѓе, значи 2 се негативни, едната керка е хетерозигот и така натака. Значи, хомозиготните форми односно лицата кои што ја имаат хомозиготната форма се одликуваат со екстремно високи вредности на ЛДЛ холестеролот од своето раѓање. Тоа значи дека ѕидот на крвниот сад кај тие луѓе е целоживотно експониран на тие високи вредности на тој штетен најмногу ЛДЛ холестерол кој што влегува во ендотелот и кој што продуцира атеросклеротични плаки, така што за жал кај ни веќе во втората деценија се очекуваат акутни настани, дали коронарни, дали мозочни, исхемични, но за среќа велам тоа е ретка ситуација, од прилика на 1,5 милиони жители едно такво семејство или индивидуи, додека хетерозиготната форма е релативно честа, на 250 до 300 луѓе една личност со хетерозиготна форма. Ние од последниве 4-5 години откако почнавме да трагаме по нив ги наоѓаме. Но велам за среќа, значи тие со оптимална терапија. Многу високо ниво на холестерол имате или може благо да покажам? Како да ви кажам, ние имаме пациенти кај кои што ЛДЛ холестеролот е 10 милимоли на литар, а доколку ви кажам дека кај целокупната, кај здрава личност, тој треба да биде под 3 милимоли на литар. Кај личност која што прележала миокарден инфаркт треба да биде, или мозочен удар треба да биде под 1,4, кај личност која што во тек на 2 години последователно имала 2 настани под единица. Значи сега вие видите колку пати, не колку во проценти, но колку пати треба да биде пониска таа вредност и каква штета прави во. Посебно ако се мултиплицира со другите ризик фактори, бидејќи тие немаат она просто аритметички ефект, но имаат мултиплицирачки ефект кога делуваат заедно, особено со дијабетот и со имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање. Во интерес на времето ќе ги замолам што поконцизни прашања да постават. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Пред 2 години ми најдоа интернист пулмолог зголемено срце. Ме прати во Скопје на кардиологија, таму ме буша, ми рекоа нема ништо. А од што се добива тоа? Лекови не примам. Значи сега вас ви кажа на кардиологија всушност дека немате зголемено срце? А пулмологот ми вика на рентгенот, срцето е испаднато од ребрата. Појавено е надвор од ребрата. А дали има лек за тоа?
Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што ви коментираме? Ситуација каде што срцето е излезено надвор од ребрата не може да постои. Иначе, тоа што веројатно и било кажано на пациентката, тоа е често кога со различни сликовни техники нели се добиваат информации. Рентгенграфијата е најнесензитивна, значи најмалку детектува, најмала моќ на детектување има. И честопати ние добиваме пациенти кај кои што со рентгенграфија, нативна снимка на белите дробови направена заради некоја друга болест, било видено дека срцевата сенка е поширока од одредени норми. Постојат правила, нели, каков треба да биде тој сооднос и со колегата соодветно нели ја проследил на кардиологија или на кардиолог, како и да е. Ехокардиографијата вообичаено се смета за златен стандард за одредување нели на нормалните, дали се нормални или не, структура, димензии на срцето или доколку една личност нема ние велиме добар ехокардиографски прозорец, значи кај некои луѓе со белодробни болести, луѓе со одредени деформитети на градниот кош, не може убаво да се најде позиција на сондата. Тогаш наредна метода што се смета за златен стандард е магнетната срцевата магнетна резонанца. Тука се пресметува според формули, прво се мерат димензиите и на шуплините на коморите и предкоморите и на дебелината на зидовите. Има норми што се смета за нормално од до и исто така се пресметува, по формула се пресметува според целокупната телесна тежина, маса, големина на личноста, телесна површина и слично, се пресметува масата на срцевиот мускул. И доколку е тоа во границите на нормалата, предпоставувам дека тоа бил таков случај, затоа и било кажано дека нема таква состојба. Иначе честопати знаат различни сликовни техники, може да зависи од позицијата, од техниката, од правилноста на направеното снимање и слично, но ни се случувало да од рентгенска снимка, од нативна снимка на белите дробови, да се така добие впечаток дека срцевата силуета доминира и потоа да се еден детален убав преглед да се открие дека е во ред. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Бидејќи докторката сега зборуваше за опасности од холестеролот, сега моето прашање е следното. Секогаш мерените вредности на липидниот статус се триглицериди и ХДЛ, добриот холестерол, добри, а лошиот холестерол и вкупниот се секогаш подкачени, значи до 7, не повеќе, до 7. Сега, јас зедов во консултација со лекар матичен хартикол. Меѓутоа ми прави покачување на црнодробните ензими по известно време. Дали го преферирате вие овој лек хартиколот плюс да се зема или подобро е росфера? Прво, хартикол не знам што е, јас се извинувам, меѓутоа не знам што е по состав. Иначе, она што рековте добри, за жал ние, една од првите препораки која што им ја кажуваме на пациентите е да ни ги кажат бројките. Бидејќи за нас добри триглицериди и добар ХДЛ холестерол, значи терминот добар нам не ни значи ништо, нам ни значат бројките. Значи, доколку ги знаете бројките на холестеролот, на ЛДЛ и ХДЛ холестеролот и на триглицеридите, може дел по дел да ги дискутираме сосема слободно, доколку си ги помните, па јас би ви дала и дополнителни објаснувања. Дали сте се уште во програма? Не, исклучена гледачката. Значи, постои голема заблуда, мене ми се добри. За жал, ние и со лабораториите се обидуваме со лабораториите кои што отстрана ги ставаат референтните вредности, ние се обидуваме да преговараме како здружение нашиот председател и воопшто кардиолошкото здружение се обидуваме да дискутираме на таа тема. Во однос на триглицеридите не постојат граници. Таму треба да бидат под 1,7. Кога се над 2,5, тоа е веќе милимоли на литар, тоа е една мерна единица што во Македонија се користи и затоа само овие бројки ги кажувам, тогаш е веќе сигнал дека треба да се делува тераписки. Заштитниот холестерол, тоа е оној добриот холестерол, е за жал уште една блага заблуда воопшто не само кај немедицинските лица, но и кај медицинските лица.
тој е оној ХДЛ холестерол, и вели јас имам 2,5, мене ме штити, немам проблем. За жал, медицината вели дека кога ХДЛ холестеролот е 2,5 и повеќе, тоа не е заштитен, но е, бидејќи тоа се липопротеински честички кои што во себе содржат мешавина на мноштво липопротеински честички, мноштво протеински и мноштво липидни честички. Има 3 типа на тој ХДЛ холестерол 1, 2 и 3, да не ја толку многу нели замараме публиката, но кога ХДЛ холестеролот е над 2,5 милимоли на литар, тоа по традиција не значи добро, нели не треба премногу да се радуваат луѓето. Што се однесува до ЛДЛ холестеролот, еве ова што пред малку вам ви го кажав, господјата спомна седмица како бројка, не знам дали се однесуваше на вкупниот холестерол или се однесуваше на ЛДЛ холестеролот. На кои да се однесуваше, тоа се високи бројки кои што бараат сериозна терапија. Сериозна терапија која што медицината, не ние, но светската медицина ја препорачува кога станува збор за намалување на вредностите на лошите холестероли, каде што е ЛДЛ, нон-ХДЛ, сите се нон-ХДЛ, ВЛДЛ, ИДЛ, да не навлегуваме, основен лек од избор се статините. Ние ги имаме мноштво, значи, почнувајќи од на времето симвастатина, сега ги имаме двата најпотентни од 7 статини кои што постојат досега во светот, тоа се аторва и росувастатинот, и ги имаме како монотерапија, но исто така во ситуации како што спомена господјата дека има зголемување на хепаталните ензими, да, тоа може да биде една од несаканите појави, но затоа денеска постојат комбинации и на едните и на другите со уште еден лек во таблетарна форма, тоа е езетимиб како фикснодозни комбинации, што ни овозможува овој лек кој што може евентуално да даде таква реакција нели на блага хепатална повреда или слично, тие се сите реверзибилни. Значи тие се реверзибилни, со 2-3 недели прекинување на лекот се враќаат, значи нема опасност од трајна повреда. Значи со давање на комбинирани лекови ние можеме да ја намалиме дозата на статинот за да го презервираме или да ги спречиме евентуално несаканите појави од лекот што кај некои луѓе се јавуваат, за среќа тоа е мал број на луѓе. А веќе во моментов во Македонија постои трет лек кој што парентерално се дава и кој што ние го имаме на клиниката за кардиологија и кој што е наменет како во тој скалест пристап кога со овие два не можеме да ги постигнеме целните вредности или кога се појавени некакви несакани настани. Оваа бројка кај господјата е сериозна бројка која што бара пристап со сериозна терапија. Холестеролот бара една цела емисија за да дадеме убави насоки и препораки. Еве, може би тоа би било вашето следно гостување доколку сте расположена секако. Ја ќе се навратам уште малку за кардиоваскуларното здравје кај младите. Што значи комбинацијата од високи дози кофеин и непреспиени ноќи? Што е многу често. Фатална комбинација. Пијат енергетски пијалоци. Фатална комбинација. А не спија доволно. Ние многу често ги добиваме. Во минатото, например, многу често на дежурства сабота наутро, недела ќе дојдеа млади луѓе кои што доаѓаа со висок притисок, тахикардични, со забрзана срцева работа, малку така нервозни, агитирани и слично. И нели, јас дојдов, мене ми е притисокот висок и тоа е се така малку со една доза на стрес, на агитираност и слично. И кога ќе се соблечат за преглед, забележувавме црвени линии на надлактиците, и исто така стрии, значи црвени стрии, исто така на бочните страни на торзото. Значи тоа е една од нуспојавите на примена на кортикостероиди. На кортикостероиди нема да речам кортикотерапија, затоа што не се дава во вид на терапија. Тоа е една од најстарите, би рекла, стимулуси кои што ги користеа младите луѓе кога сакаат да билдаат мускулна маса. Стероиди, да, стероиди. И всушност стероидите даваат многу нуспојави. Зголемена агитираност, бидејќи тие се всушност неурохормонски активни материи, го стимулираат и симпатикусот, го стимулираат и РА системот и оттаму произлегува и агитираноста, значи малце така една доза на
како вознемиреност, но исто така тахикардија, зголемување на крвниот притисок, нарушување на мноштво метаболни елементи, пред се на липидниот профил, зголемување на шекерот при долготрајна примена. Потоа тие полека ги заменија, значи производителите, би рекла, стимулаторите на индустријата, просто кажано, ги заменија со други видови на материи, кои што за жал и ние често добиваме прашања. Дали смеам да примам, не знам, белковини, дали смеам да примам ова, дали смеам да примам она. Мноштвото од материите, кога ќе се прочитаат, без оглед тие имаат сите различни имиња, најголем дел од нив или делуваат на принцип на активирање на вегетативниот нервен систем и тоа на симпатикусот, и тоа од една страна нив им дава сила. Симпатикусот е оној кој што нам не прави алертни, не прави спремни за борба, спремни за нови победи и така натака. Зголемува зголемува срцева фреквенција, зголемува крвен притисок, ги зголемува во моментот нашиот капацитет за физички напор или за справување со некаков борбени не прави, не припрема за борба. Но тоа за жал не е корисно за организмот, корисно е само во одредени ситуации. Тоа се едната група на Тука спаѓа кофеинот, тука спаѓаат различни други материи, тие енергетски напитоци и така натака. Другата група материи, што се оние аминокиселини, па имаат една, дури јас би рекла, и сега оттаму произлегува ризикот од аритмии кај оваа, не само од притисок, од зголемен крвен притисок и слично. Симпатикусот секогаш делува, ако е премногу активиран, секогаш делува проаритмогено. А од друга страна има материи кои што се аминокиселини, кои што најголем дел од нив, јас не сум познавач на оваа материја, меѓутоа најголем дел од нив делуваат така што на ниво на мускулите, значи го делуваат како еден вид пуфери и го намалуваат ослободувањето на млечна киселина, бидејќи нашето тело е адаптирано да работи до одреден капацитет, да работи здраво. И таа здрава фреквенција е онаа која што ви ја кажав, значи 220 минус годините. Ако нашето тело продолжиме да го оптоваруваме, надминувајќи ја таа граница, ние го тераме телото да работи во анаеробен метаболизам, ослободувајќи лактати, и тоа може да делува проаритмогено и слично, така што генерално ниту еден. Имаме и приказката со еритропоетинот, која што ја примаат, па страдаат потоа од висок притисок, од тромбоза, од инфаркти. Приказката со диуретиците, кои што исто така се лекови ново. Цела емисија за да ги опатиме сите работи кои што се поврзани со темата, навистина широка тема, прекрасно појаснување, професор. Ке ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека ќе се видиме повторно и можеби ќе продолжиме од моментов тука каде што запревме. Благодарам за поканата. Јас ви реков дека многу амбициозна агенда имавте, но мислам дека од прилика опфативме голем дел од прашања, опфативме и барем го побудивме вниманието кај публиката. Ви се заблагодарувам уште една за гостувањето, ќе им се заблагодарам и на гледачите што беа дел од Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието и пријатно.